Предстои теренска ревизија за работењето на финансиските друштва кои издаваат брзи кредити, изјави денес министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Одговарајќи на прашањето зошто овие компании не се под контрола на централните банки, туку на Министерството на финансии. Така е направено уште кога е направен првиот закон, да имаме дискусија ние со Народна банка, некако и таа се обидува да се исклучи на некој начин или да не учествува во целата оваа постапка. Ќе видиме, значи во периодот кој што следи, како и да е, нели законот го менувавме за финансиските друштва, подготвуваме еден цел тим на теренска ревизија која што ќе почне да работи на терен со овие финансиски друштва и да очекуваме дека ќе имаме добри резултати, иако сметам дека и во изминатиот период бевме доста посветени. Предпоставувам дека имате исто така информации дека откако сум дојдена на позицијата министер за финансии веќе одземав и 2 лиценци на 2 финансиски друштва, така што ја следиме состојбата. Димитриевска-Кочовска демантира дека има судир помеѓу ССМ и владата во однос на минималната плата. Во однос на минималната плата не знам зошто воопшто има такви коментари од типот дека сме биле во судир со синдикатите. Јас мислам дека многу јасна бе во однос на минималната плата и кажав ќе се договорат работодавачите и работниците, колку едните можат да испорачат, колку другите можат да платат, за нас ќе биде прифатливо сето тоа што ќе го договорат. Имаат диалог меѓу себе, што ќе прифатат таму, ние сме должни, поготово како Министерство за финансии, тоа да го обезбедиме. 250 милиони евра пари од унгарскиот заем не се доволни за да ги покријат барањата на бизнисот. Дали владата планира да обезбеди нови пари кои би се пласирале во бизнисот? Добивме информација од сите банки дека побарувачката е многу поголема отколку тоа што го нудиме. Јас би застанала тука да ги искористиме средствата, а понатаму ќе видиме во втората фаза за дополнителни средства, одобрување на дополнителни средства и можности нели за изнаоѓање или од каде ќе ги изнајдеме дополнителните средства доколку се договориме, значи за таква втора фаза би рекла.